Добар ден, криптоентузијасти, во 142-то видео од нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Според вашите гласови, истото ќе биде видови на свеќи во еден чарт. Односно ќе разговараме во најосновно ниво како изгледаат овие свеќи. Нормално овдека ова го посветуваме на криптосветот, односно ова ќе биде видео во кое што ќе разговараме за потенцијалните формации и типови на свеќи во крипточартовите. Има една многу голема разлика за која што ќе поразговараме малку подоцна, но како и да е на самиот почеток, за оние кои се потенцијално нови на нашиот канал, значи ова е едно од оние понапредни видеа каде што веќе разговараме за напредни елементи на техничка анализа, а тоа се нормално најосновните елементи во еден чарт, а тоа се самите свеќи. Сите претходни курсови на нашиот канал може да ги најдете на плейлистата Напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Нормално не се секирајте, има и основен, би рекол, основна форма на оваа плейлиста, а тоа е на самото дно. Тоа е почетниот курс за техничка и фундаментална анализа, кој што потоа продолжува со овој нов, надграден и веќе 142 видеа долг курс за техничка и фундаментална анализа. Односно, на овој начин ќе може да научите се што треба да знаете како од технички фундаментален аспект, генерално од целата анализа на проектите во криптосекторот, самиот криптосектор, техничка анализа на чартови, макроекономија и многу повеќе. Така да, слободно поминете преку овие курсови, затоа се направени, затоа изгубивме толку многу време за македонците на македонски јазик да може да научат се што им е потребно за да станат професионални инвеститори. И со тоа почнуваме денеска ова што може да видите овдека е Гоце. Преку викенд, тоест денеска, свежи се овие фотографии, значи спрема свеќи и зелени и црвени, значи така негде петок вечер, почетокот на сабота наутро, почнува со топење восок и негде до крајот на недела гледаме дека свеќите се подготвени, спремни за од утре понеделник да почнеме свежо на пазарот. Сега освен тоа што ги подготвуваме свеќите, да видиме нели генерално и се што треба да знае еден почетник за свеќите во чартинг. Значи, она што многу добро кажа од страна на Аймен Алмансори е дека самите свеќи ни кажуваат приказни. Приказната е рефлексија, односно одраз на купувачите и продавачите и што истите размислуваат и што истите прават на пазар. Односно, свеќите и нивната комбинација или во единечна форма се само психологија на тоа што еден трговец прави на пазарот или генерално како заедница. Сега, што можеме да забележиме? Значи, за оние кои што потенцијално прв пат се среќаваат со поимот свеќи. Во еден чарт, како што може да видите, имате свеќи кои што се движат во нагорен тек, тоа се зелените, и свеќи кои што се движат во надолен тек, тоа се црвените свеќи. Која е разликата? Разликата е во тоа каде почнала самата свеќа, каде завршила, односно ако истата почнала, да речем, во ова ниво на цената и пораснала, завршила овде, тоа значи дека истата е зелена, односно булиш свеќа. И обратно, кога една свеќа почнала на врвот на ова тело и нормално цената се намалила во текот на незиното време траење и завршила на овој дел од самото тело, тоа значи дека имаме црвена, односно бериш свеќа. Сега нормално различни луѓе користат различни бои, јас на некои различни чартови имам различни бои со причина, со цел да се разликуваат чартовите кои што моментално ги користиме, но генерално основните бои кои се користат за свеќите се зелена и црвена, односно свеќе која што движи цената нагоре и свеќе која што движи цената надолу. Дополнително што треба да знаете е дека ова е почетокот и крајот на одредена свеќа, со тоа што свеќите може да бидат на различен временски интервал. Во превод може да имате месечни, може да имате неделни свеќи, може да имате нормално и понатаму дневни, тридневни, дводневни, часовни, минутни свеќи, значи може да имате најразличен тип на свеќи на еден чарт. Со тоа што нормално дека во една месечна свеќа спаѓаат сите останати помали временски интервали, како на пример имате 4 до 5 неделни свеќи, имате нели кога станува збор за часови, 24 часа во една свеќа и така натаму и така натаму, со тоа што секоја од овие свеќи се разложува како го променувате интервалот. Ако притиснете на неделно ниво, последната свеќа практично ќе се раздели на моменталните неколку недели кои што се веќе така речено поминати во текот на август, така. А овдека ние на месечно ниво ја гледаме целата ова
овој период од 3 свеќи го гледаме во една свеќа. Тоа што го зборувавме дека секоја свеќа ги содржи останатите помали свеќи во себе си. Друга работа која што треба да забележиме е дека многу од свеќите имаат така речено, би рекол овдека сенки, така ги нарекуваат. Тоа е практично движењето на самата свеќа во текот на нејзиното постоење. Односно, пред оваа свеќа да се затвори, пример, кога имаме месечна свеќа, да речеме дека свеќата почнала овде на некоја одредена цена, тоа било на 1 август. Свеќата во текот на нејзиниот временски интервал, ако е месечна свеќа, во текот на овие 31 ден во август, истата можеби ќе се придвижи надолу, со тоа што од почетната цена ќе остави така речено сенка, па се вратила нагоре до почетната цена од каде што почнала и почнала да се движи во обратна насока, што значи дека ние во текот на овој временски интервал сме направиле сенка, односно тоа е сенка на нејзиното движење во текот на активноста на оваа свеќа. Потоа истата, да речеме, продолжила нагоре, направила нов врв на временскиот интервал во кој што траела и пред да заврши се вратила на ова ниво, завршила и се префрлила на следната свеќа. Така функционира во превод. Еве тоа многу јасно можеме да го видиме. Значи да видиме слична ваква свеќа за да можем тоа да ви го објаснам малку полесно. Пример за тоа би бил, само се обидам да најдам свеќа со малку поголемо тело. Пример да речеме оваа свеќа, така. Значи овие две свеќи се многу добар пример за тоа што моментално го зборуваме. Односно, свеќата започнала овде, жолта во оваа ситуација е bullish свеќа, лилјако е bearish свеќа, како што се ќе ги погледнеме на S&P 500, да не ве збуниме уште на самиот почеток. Значи само да најдам две последователни свеќи кои што изгледаат, ама овде е проблемот што не започнуваат од исто ниво, затоа и нема. Ќе почнеме ваму. Значи имаме две свеќи, така. Првата свеќа започнала на 1 мај 2024 година, така. И истата, гледате, направила дно, кој што потоа го поправила и цената во текот на движењето на овој месец се качила до цена од 71.886, сонувајте за ваква цена повторно, и пред да заврши се вратила на цена од 67.567 и во моментот кога настапил 1 јуни, истата се префрлила овде, со тоа што формирала нова свеќа. Во текот на овој месец јуни, истата што направила? Гледаме дека во некој момент тргнала нагоре, така да направила нов врв во текот на овој месец, потоа се вратила, продолжила се движи надолу и гледате дека направила и уште подлабоко дно, пред крајот на самиот месец се вратила во ова ниво и во следниот месец, тоа е 1 јули, се префрла на ова ниво овде, каде што започнува новата свеќа. Така функционираат свеќите, така се движат, тоа е значењето на прво, кој е нивното тело, значи делот од цената кој што е постоен и кој што завршил со полна боја, представува нивното тело, односно тоа е цената на која што почнале и на која што завршиле, а овие викови или сенки представуваат рейндж во кој што оваа цена се движела во текот на овој месец. Истата можеби и 3 пати паднала од овде се вратила, па 3 пати отишла до горе и се вратила, но битно е дека на крајот завршила во овој сегмент и се префрлила на следната. Така. Сега, да не забораваме дека ова е класичен начин на кој што се представуваат свеќите. Свеќите имаат многу различни начини на кои што може да бидат представени, само да ви покажам. Почнувајќи од барови, кои што се исто така многу интересен начин. Разликата е во тоа што наместо тело имате што? Имате почеток на свеќата и крај на свеќата, каде што истото завршила, а повторно може да видите што? Може да видите сенки на оваа свеќа и на тој начин имате пак иста представа, но не знам, сега нели, секој има различен начин на кој што функционира. Некои луѓе го преферираат тоа затоа што е многу поедноставно и многу полесно се гледа точно каде е почетокот и крајот на оваа свеќа. Значи имате различни представи, имате празни свеќи, имате значи буквално најразлични свеќи кои што може да ги најдете, со тоа што дури некои луѓе и ова го преферираат. Линија, значи може ова да го најдете на најразличен начин. Дополнително овде ќе имате и други форми на свеќи како хајке наши свеќите кои што ние ги користиме, но тоа се трендови за кои што сега нема да разговараме, тоа веќе сме го обработиле. Хајке наши свеќите ви се веќе познати и веќе достапни во посебно видео. Она на што ќе се задржиме денеска се стандардните свеќи. Ова е првата форма и основна форма на свеќи која што највеќе се користи во светот и нивните форми. Сега, кога веќе поминавме за тоа што е основната свеќа, како функционира, како се определува почеток, крај и сенки на истата и во bearish и во bullish свеќа, значи тоа е на некој начин многу подобро представено овде, тоа што го разговаравме, значи една свеќа, иако вас овдека ви е представена во еден сингуларен елемент,
Истата почнала, односно ево почетокот, така, значи ова е отварањето на свеќата, потоа можеби се придвижила под отварањето, над отварањето, на крајот каде што завршила, представува крајот на оваа свеќа и префрлањето во нова свеќа. Овдека е малку по, да речам, интересно представено како движење на цената во склоп на една свеќа, а тоа кај нас многу едноставно можеме да го видиме како. Ако ја земеме, на пример, јулската свеќа на Bitcoin чартот во текот на 2025 година. Гледаме дека имаме, погледнете, отварање, затварање и сенки. Ако отвориме да видиме како се движел чартот во текот на јуни на неделно ниво, што можеме да видиме? Од почетокот на јули, а тоа е ево. Значи ова е првата свеќа. Што можеме да видиме? Тоа што го кажам. Значи можеме да видиме дека овдека почнала цената, па што се случило? Па се придвижила до нејзиниот врв, па се вратила назад повторно и на крај пред да почне новата свеќа завршила овде. Што значи тоа што ние го видовме овдека на да речем овој приказ е многу подобро представено кога ќе разложите свеќата. Односно како може да го видите нејзиното движење кога овие свеќи ќе ги вратите 1 или 2 или 3 интервали подолу. Затоа што ако оваа свеќа сакаме уште подетално да видиме од месечно ниво за месец јули, тоа ќе отидеме на дневниот чарт и ќе можеме да видиме уште подобар приказ на самата свеќа од јули. Така, значи почетокот на свеќата е овде, ево, и сега од овде ние можеме да видиме што, каде почнала, како се движела, како направила врв, каде се вратила, каде затворила и каде почнала новата свеќа во август. Така. Значи на тој начин ние ќе можеме да видиме многу подобро во месечната свеќа како се движела цената на овој чарт. Како и да е. Тоа е позади механичкиот дел како функционира одредена свеќа и во булиш и во бериш, значи ситуација. Со тоа што ова се основните патерни кои што ги имаме во би рекол во споставувањето на овој чарт, значи како изгледаат свеќите и како на некој начин ни даваат оприлика идеја за тоа што моментално прават трговците. Се пред да влеземе во самите формации на одредени свеќи од сингуларна, дупла или тродупла свеќа, би рекол како формација, една работа која што мораме веднаш да заклучиме е што дека ова представува класична психолошка состојба на пазарот. Односно, овдека во однос тоа што ние го анализираме во формации, слично на тоа може да го видиме и во свеќи. Без разлика дали станува збор за патерни, односно за формации кои што се од булиш или бериш карактер, сличноста е доста, како што може да видите, воочлива и идејата е дека буквално станува збор за промена на, би рекол, менталитетот во пазарот од бериш кон булиш и од булиш кон бериш. Во прво, како што многу пати сме кажале, ништо не се движи само во еден правец, без разлика на тоа колку се коригирала цена во еден или во друг правец, често доаѓа обратна насока. Овие, би рекол, формации и форма на свеќи ни се токму тоа. Ни покажуваат, како што веќе кажеме на самиот почеток, буквално сторија зошто потенцијално би настапила промена на тренд. Во 99% од случаите нас затоа и ни се битни формите на овие свеќи и нивната поставеност во една, две или три свеќи формација со цел да утврдиме дали и кога потенцијално ќе имаме промена на трендот. Втора работа која треба да заклучиме е дека не можеме да се попреме само свеќи. Ако некој од вас мисли дека доколку знае формации или доколку знае форма на свеќи, тоа е се што треба да знае за техничка и фундаментална анализа, тоа ше веднаш ќе ви кажам многу голема грешка, но како и да е, тоа најчесто луѓето го учат сами на потешкиот начин. Значи ова е само дополнително знаење, дополнителни индикатори кои што може да ни помогнат во нашата одлука да донесеме, како што го нарекуваат educated guess, односно добро, би рекол, кована одлука во аспект на едукација и истражување за тоа дали треба да инвестираме или не, дали треба да излеземе во пазар или да останеме и така натаму. Така да во оваа ситуација што можеме да забележиме? Дека се делат на патерни, односно формации кои што ви покажуваат булиш движење, односно промена од бериш во булиш, обратно, бериш патерни, односно формации кои што ви покажуваат промена движење од булиш во бериш. Сега, исто така имаме една многу мала количина на свеќи кои што најчесто се неутрални или неодлучни свеќи, кои што едноставно не можат да ви дават доволно информации за тоа во која потенцијална насока би се движел пазарот. Исто така пред да продолжиме уште една исклучиво битна ствар која што морам да напоменам. Добри 60% од овие информации не се применливи
на крипто пазарите. Зошто? Крипточартот, за разлика од традиционалните финансии, не работи од 9 до 5, не работи од понеделник до петок, не работи само работни денови, а не на празници. Значи, крипточартовите работат 24/7. Што значи, голем дел од овие формации нема да бидат применеви. Зошто? Прост пример. Погледнете овде. Ние имаме ситуација во која свеќата завршила овде, а следната почнала многу погоре. Зошто е тоа така? Ова е крајна лоша одлика на пазари кои што работат само во одредени часови во текот на деновите или пак не работат за викенд. Значи дека имаме отварање на свеќата на многу поисоко и многу пониско ниво од каде што завршила. Тоа ни дава, барем во традиционалните финансии, одредени показатели за тоа што понатаму би се случувало со овој чарт. За разлика од тоа, вакви формации во криптосекторот скоро и да нема. Единствен начин на кој што потенцијално може да се појават и се случувало да се појават се при екстремно намалена ликвидност. Кога немаме ликвидност се случува токму тоа, поради намалена ликвидност да промашат така речено голем дел од оваа цена и да се појават на многу повисока цена во почетокот на следната свеќа. За разлика од тоа, во крипто секторот свеќите секогаш почнуваат, значи апсолутно секогаш почнуваат таму каде што завршиле. Во превод, секоја свеќа започнува на истата цена во следната милисекунда од чартот кој имаме почеток на следниот интервал односно следната свеќа. Со тоа што не е исто, кога станува збор за традиционалните нормално финансии, и прост пример, погледнете како имаме завршување на свеќата, следната почнала, погледнете колку подолу. Оваа свеќа завршила на $575, следната свеќа почнала на $566. Пак ќе кажам, тоа е одлика на фактот дека овие пазари не почнуваат веднаш од како ќе заврши претходната свеќа. Многу голем дел од нив имаат цели викенди, при тоа имате огромна количина на тргување кое што се случува во позадина. Тоа се оние futures и options тргувања, што се случува на крајот е дека при реализирање на оваа огромна количина на наредби, погледнете, значи зборуваме за крај на оваа свеќа на $533, а почеток на следната свеќа на $511. Реализирањето на овие наредби кои што дошле во текот, да речем, на викендот пред да почне новата свеќа во понеделник, направило оваа свеќа да има огромен пат и да почне сосема ново ниво. Нешто незамисливо во еден нормален пазар, вака треба да изгледа нормален пазар, без вакви падови, и тоа најчесто ќе добиеме. Не само за криптосекторот, ќе го добиеме апсолутно за се останато. Не е дали нив им допаѓа или не, никој не го прашува Wall Street, туку едноставно помената од традиционални, пак ќе речам, на крипто, односно блокчейн пазари е уочлива, јасна и се случува. Колку повеќе имаме промена на овие традиционални капитални добра од традиционален тип и тргување на Wall Street берзи на блокчейн тип и тргување во оваа ситуација на 24/7 тип на временски интервал, значи немаме вакви падови и скокови, а со тоа 60% од овие формации се апсолутно небитни. Односно, првата формација, затоа што имаме почеток и крај на свеќата кои што целосно се разликуваат, е очигледно небитна. Така, втората формација, истата ситуација, значи имаме почеток и крај на свеќата кои што е очигледно небитен. Третата формација, истата ситуација, имаме крај и почеток на оваа свеќа комплетно различен, очигледно небитен. Но во секој случај, една од небитните, да речем, формации на две свеќи кои што ги имаме е токму engulfing свеќите и тие дефинитивно ќе ги земеме во превид. Иако и овде ќе имаме слични ситуации, каде што може да видите ќе имаме обратна ситуација, каде што овдека завршила свеќата, овдека почнала следната, и ова не би било нормално применливо во криптопазарите, затоа што овакво нешто не може да се случи. Тоа не го менува фактот дека ќе можеме да видиме слични, да речем, формации, како што се да речем ови две, кои што многу јасно може да се случат. Истата ситуација е и овде, во Бериш, погледнете. Овдека завршила свеќата, овдека почнала новата. Ова не може да се случи во криптосекторот. Така да, ако вие го имате овој чарт на најстандардни, да речем, комбинации на свеќи кои што може да се случат, вас ќе ви биде неприменлив во поголемиот дел од него. Вие ова не може да чекате да се случи на крипточарт. Никогаш нема да се случи, затоа што вие не може да добиете ваква свеќа. Се разбираме. Но повторно, слично на ова нешто можеме да добиеме каде што оваа свеќа потенцијално завршила овде. Се разбираме. Но повторно, пак,
Ако ова поредиме со традиционалните финансии, тогаш веќе станува збор за комплетно друга психологија. Затоа од овие чартови ние можеме да извадиме само тоа што е применливо за крипточартот. И во оваа ситуација ова што гледате овдека, Morning Doji Star, е нешто слично на Bullish Abandon Baby, кое што не може да се случи во криптосекторот, но ова е многу слична информација и е применлива на Bullish Divergence од Bearish претходно тренд. Така, сега, тоа се оние основни работи кои што мораме да ги рамене пред да почнеме да ги разгледуваме овие основни би рекол, нели, информации. Со тоа што, како што веќе кажав, во основа имаме свеќи кои што формации кои што се ставени од една свеќа, односно тоа е најчесто клучна свеќа која што ни покажува промена на трендот, две свеќи кои што најчесто ни покажуваат промена на трендот во однос на соодносот меѓу овие две свеќи и три свеќи кои што веќе даваат целосна формација за придвижување на цената во една или во друга насока. Сега, како пример ќе ги земеме за почеток engulfing свеќите кои што јас верувам дека се од најбитните, кои што ни покажуваат промена на трендот од една во друга насока. Односно, погледнете, кога имаме ситуација во која што свеќите се променуваат од едно во друг тренд, а најчесто ваква промена е застапена со свеќа во следниот интервал, кој што е многу поголема од првата, станува збор за engulfing, односно тоа би било свеќа која што ја обзема, така речено, претходната свеќа во однос на цена. Односно, погледнете, имаме ситуација во која сме имале bearish тренд, што погледнете што се случува. Сме имале свеќа, почеток на свеќата овде која што била толку голема што буквално ја обзела оваа претходна свеќа. Што уствари тоа значи дека сме имале многу поголема количина на луѓе кои сакаат да купат од оние кои што продале во претходниот временски интервал представен во оваа свеќа. Значи, ова повторно не е магија, не е магични написи на некои древни камења, туку ова е повторно психологија на тргување. Односно, во оваа ситуација што може да види еден најосновен трговец? Има ситуација во Значи дека промената на пазарот е видлива и гледаме дека има многу повеќе купувачи отколку претходно што имало продавачи, а со тоа нормално и промена на трендот. Ова многу лесно и многу јасно е воочливо и ова е една од основните формации кои што секогаш ги користиме кога станува збор за промена на трендот. Од друга страна, сега гледате, ова е една интересна работа која што земам овдека како пример. Значи не секогаш две свеќи ви даваат јасна слика за тоа што понатаму се случува. Зошто? Погледнете. Ние имаме bullish engulfing candle, каде што имаме негативна свеќа која што ја намалила цената, имаме позитивна свеќа која што ни покажува огромен промена на цената нагоре, но потоа ова може да се претвори во што? Во обратна ситуација, односно може да се случи да имаме ево тоа, погледнете. Негативна свеќа, позитивна engulfing свеќа која што продолжила нагору и потоа имаме уште две последователни свеќи кои што вратиле свеќата надолу. Односно, ова е повторно веројатност, тоа што постојано го зборуваме. Тоа што ние сме имале е обратна слика сега овде. Така, сме имале, значи позитивна свеќа, сме имале негативна engulfing свеќа која што ни покажува промена на трендот во основа на да речам начинот на кој што ги користиме овие, нели, формации. Ние би помислиле дека овдека практично почнува што? Негативен тренд, така? Затоа што можеме да видиме дека ова е engulfing candle и имаме негативен тренд надолу. Затоа не се користи секогаш само една формација, затоа се гледа што понатаму се случува со свеќите, дали ова ќе биде потврда и ќе го промени трендот надолу, или пак ова е веќе некоја друга формација, односно ова што го зборувавме овдека. Значи што имавме? Имавме ситуација во која што имавме негативна свеќа, bullish engulfing candle, но потоа имаме две последователни негативни свеќи кои што ја промениле оваа формација надолу или обратно. Значи истото го имаме во двете насоки, односно имаме позитивна свеќа, негативна engulfing candle која што ја на некој начин покажала иницијалната намера на пазарот да се движи надолу и потоа имаме две последователни нагорни свеќи кои што повеќе од јасно ни покажуваат што? Ни покажуваат промена од трендот нагоре. Што се нарекува bullish engulfing sandwich. Односно, што сакам да кажам со ова? Овие свеќи се одлични, формациите се добри, ни покажуваат од прилика идеја во моментот пазарот како размислува и што планира да прави, но се тоа пак ќе напоменам е уствари стандардна психологија на тргување која што ние обработуваме во се заедно, па и нормално во самите формации на свеќи. Истата ситуација, погледнете овдека. На што е потсеќа ова? Rising 3, falling 3. Имаме раст, корекција, повторен раст. Ова може да биде триаголник, ова може да биде
фланг, односно знаме формација, истата ситуација и обратно во надолен тренд. Што значи дека повторно станува збор за што? Станува збор за стандардна психологија на инвестирање, односно тргување, каде што сме имале раст на цената, нормално ништо не се движи постојано нагоре, луѓето земаат профит, цената повторно се коригира, како се коригира, така имаме нова количина на инвеститори кои што влегуваат на пазарот, цената продолжува да расте. Исто и обратно. Како цената паѓа, така имаме луѓе кои што очекуваат дека доволно паднала и дека цената ќе почне да се движи нагоре, почнуваат да купуваат. Како цената продолжува да се движи нагоре, така дополнително луѓе земаат профит и цената продолжува да паѓа по претходното ниво. Односно, сакам да ви покажам дека сите овие свеќи кои што овде ги гледате, најчесто представуваат стандардни би рекол формации кои што веќе сме ги виделе до сега и кои што во однос на психологијата на пазарот веќе сме ги обработиле. Две исто така интересни би рекол кои што овдека се на некој начин обработени, што сакам да ги покажам пред да почнеме да ги бараме овие формации на самиот чарт, ни се она Morning Star или утринската звезда, која што ни покажува што? Ни покажува дека се повеќе и повеќе што се намалил интересот за продавање. Односно, кога имаме ваков пад, каде што гледаме дека во првата свеќе имало сенка, која што се вратила назад, односно дека луѓето почнале да купуваат кога цената пристигнала на ова дно, потоа гледаме второ бит, каде што и понатаму продолжиле да продаваат, но гледаме дека има доволно купувачи и цената повторно се вратила нагоре. Тоа значи дека ова ниво е многу солидно ниво за овој чарт, имаме многу голем интерес за купување на овие цени и две последователни свеќи нас се покажуваат дека очигледно и да продолжи да се движи цената надолу ќе има голема количина на купувачи која што ќе ја задржат. Заведнаш потоа да видиме што? Обратен тренд и продолжување нагоре. Односно, овдека ни покажува дека количината на продавачи е исцрпена и промената на трендот е јасна и почнува од средната свеќа во нагорен тренд. И обратно, ситуација во која што се повеќе и повеќе луѓето купуваат и стигнува до одредена цена, да речем овој чарт на што и да е, така. Имаме ситуација во која што се над оваа цена веќе има огромна количина на продавачи. Односно, секогаш кога цената ќе се придвижи на одредена граница, имаме голема количина на продавачи кои што земаат профит и со тоа ни покажуваат дека ова ниво е премногу тешко да биде надминато, затоа што има голема количина на трговци или инвеститори кои што земаат профит. Автоматски во два последователни наврати ни покажува дека ова ќе биде потенцијално нивото каде што ќе добиеме корекција и тоа најчесто се случува во следната свеќа. Повторно станува збор за психологија на инвестирање. Ова се формации кои што ги гледаат милиони луѓе. Милиони луѓе гледаат промена на трендот и очекуваат дека истата ќе резултира со промена, тоест промена на интересот на инвеститорите и трговците, а со тоа очекуваат и промена на трендот. И оние свеќи кои што се неутрални, кои што ги спомнавме, тоа се овие три стандардни свеќи од кои што знаете како во спининг топ ова е многу вообичаено и се случува постојано, само е прост пример за такви свеќи, кои што едноставно не ни даваат идеја што понатаму. Само сакам да најдам некоја се случува едно по друго такви свеќи, ќе се придвижиме на неделно ниво и пак ќе користам крипточартот затоа што нема поента да учиме свеќи на чартови кои што не се ни слични на тоа што ние го имаме моментално во нашите чартови. Е прост пример за такви два последователни каде што гледате дека буквално имаме многу мало тело, имаме големи свингови во едната и во другата насока и тоа ни покажува дека не се уште пазарот не е одлучил во која насока ќе се движи. Истата ситуација, погледнете. Еве, спининг топ и едната и другата ни покажуваат дека, значи, тоа е доджи, спининг топ е со малку поголемо тело, но повторно психологијата позади ова е комплетно иста. Односно имаме ситуација во која што едноставно не знае пазарот во која насока би се придвижил кога станува збор за најосновните свеќи. И овдека би ги спомнал исто така и овие Мару Бозу, значи свеќи, зошто се овие толку битни? Значи ова се свеќи кои што не се енголфи, односно кога ќе добиеме, а е многу тешко да се случи, кога ќе добиеме паралелни свеќи една на друга кои што се еднакви во влез и излез од истата. Многу е тешко вакво нешто да се добие, се обидувам да најдам, јас за жал не можев да најдам. Од друга страна, како што може да видиме, истите се карактеристични со скоро непостојани, што скоро и да нема сенки. Односно имаме ситуација во која што влезот и излезот на овие свеќи е еднаков еден на друг. Автоматски само ја се обидам да најдам таков пример, кој за белја не можеме да најдеме, затоа што е многу тешко, ова многу ретко се случува, каде што ви покажува неутралност на пазарот. Значи колку влегле, толку излегле, ова би било слично нешто на тоа. Значи иако има сенки, ова би било нешто слично. Каде што гледаме дека влезот и излезот на овие две свеќи е идентичен.
Што значи дека вие не знаете дали сега дека трендот ќе продолжи нагоре или надолу, затоа што немаме engulfing candle, така. Психологија, едноставно луѓето не знаат дали ќе превладуваат купувачите или продавачите во овој дел од чартот. Тоа се оние неутрални, би рекол, свеки. Сега дека ние ќе се вратиме на основниот чарт и ќе пробаме да најдеме некои интересни, да речем, формации кои што веќе ни се познати, веќе сме ги виделе, и на тој начин ќе имате идеја дека ова не е само цртеж, ова на вистина се случува, ова на вистина е психологија. Само секунда да го средиме чартот. Проспечки отиеме на највисоко ниво. На апсолутно највисоко ниво, кое што ни покажува што се случува со биткоин чартот. Со тоа што некои од првите кои што би требало да ги најдеме би биле краевите и почетоците на еден циклус. Со тоа што можеме да видиме овдека во однос на крај и почеток на еден циклус? Можеме да видиме големи сенки. Што големите сенки значат? Тоа значи дека сме имале екстремно придвижување на интересот на пазарот во обратна насока, во превод. Кога сме имале дно, гледаме дека достигнало ниво во кое што и да се случува подолу од тоа ниво, колку и да се обидуваат луѓето да продаваат, толку се повеќе инвеститорите купуваат и автоматски овдека веќе се формира солидна поддршка на цената и придвижување на истата во обратна насока. Сега еве да видиме за дно примери, само ќе се обидам да најдам нешто за да биде малку по конкретно, каде што имаме подолгорочен тренд, ќе влеземе на неделно ниво затоа што сакам да ви го покажам трендот генерално пред да почнеме да се само секунда. Значи во оваа ситуација ние треба да најдеме еве прост пример, многу добар пример. Погледнете. Значи ние имаме надолен тренд во кој што го имаме сега, значи дали ќе ги запамтите како се викаат и која формација е, нема да ви помогне многу. Затоа што на крајот од денот ова е само чисто колку да може да кажете која конкретна свеќе сте нашли. Хамер, така. Че овде имаме bullish hammer формација, односно bullish чекан формација, каде што имаме? Цената се придвижила надолу. Стигнала до ситуација во која што пробала еднаш, пробала втор пат и гледаме дека во овој период сме имале огромна количина на купувачи, односно историски ова била многу добра поддршка на цената. Но, пак ќе кажам, не можете ова да го утврдите само од што? Само од формацијата на свеќата. Односно, овдека треба да видиме што? Треба да видиме и други форми на поддршка кои што ги имаме, како што е на пример што? Сме имале ниво кое што претходно било што? Отпор, конечно бил пробиен ретест 1, ретест 2 на истото ниво пред да продолжи нагоре. Значи дека овдека ние имаме конформација. Ова свеќе нас се случи како потврда дека овдека имаме многу голема шанса за промена на трендот нагоре. И што тоа ни значи? Тоа значи дека во оваа ситуација кога имаме такво нешто, треба дополнително да ги земеме и сите останати индикатори и информации во предвид. Се разбираме? Значи тоа е нешто што е многу битно кога ги земаме свеќите како стандард за утврдување на одредена формација. Еве да најдеме обратна ситуација на такво нешто. Значи ова не е баш конкретно таа, но нешто слично на тоа можеме да видиме и овде. Погледнете. Значи имаме последователни свеќи кои што ни покажуваат дека цената и понатаму се движи нагоре. Прва работа која што можеме да забележиме тоа што ние постојано сме зборувале. Како се движи трендот нагоре, така се повеќе и повеќе се намалуваат свеќите. Што ви кажува тоа? Дека се исцрпува интересот за купување. Значи колку повеќе се исцрпува интересот за купување, толку повеќе цената расте со позабавено темпо. Колку повеќе тоа се случува, нормално е да очекуваме нешто слично на ова. Така? Односно, што добиваме овдека? Shooting star или како сакате наречете, ја нема да се обидам да ги запамтам имињата, не е ни битно. Битно е да разберете како функционираат. Ако ви е добро, зошто да не, слободно копирајте го ова многу едноставно, ставете го на вашиот, многу често луѓето користат ова како мауспад или пак го ставаат под компјутер или на зид или како и да е. Сите овие формации, не само на свеќите, тоа е исто така добра идеја. Значи слободно ставете и негде каде што ви се лесно видливи. И нормално свеќите и формациите кои што ги имаме до сега учено како триаголници, како знамења и така натаму и ќе ви бидат многу по-корисни, така, затоа што ќе може да ги воочите овие работи некогаш и преднос вие и не го гледате затоа што не се фокусирате на тој дел. Сега што рековме овде? Значи имаме намалување, еве го истото, така, намалување свеќите како се движат нагоре. И имаме што? Shooting star повторно. Ова е формација која што како таква не можете да ја најдете во крипто, зошто? Затоа што немаме почеток на новата свеќа на толку високо ниво каде што завршила претходната. Но повторно, идејата сама по себе е иста. Дали ќе биде Hanging Man, Shooting Star, Gravestone Doji, фенси имиња за истата ситуација. Односно, гледаме дека интересот е веќе завршен во овој потек нагоре и што имаме?
колку повеќе луѓето продаваат, тоест купуваат, толку повеќе имаме луѓе кои што земаат профит. Кога тоа ќе се случи, луѓето очекуваат да се придвижи цената надолу. Уште еднаш, не е ова случајно, односно прост пример. Ако овдека ние ставиме стандардно ниво на ова овдека, што можеме да видиме? Дека буквално се наоѓаме многу блиску до тоа што го зборувавме сега во однос на нивото и дека овдека практично ние имаме што? Имаме ситуација во која што луѓе кои што купувале овдека сега ќе продаваат, со тоа психолошки овдека имаме многу поголем притисок на цената на биткоин во овој дел и нормално е дека овдека ќе добиеме што? Ќе добиеме многу поголем притисок на цената надолу затоа што има многу луѓе кои што или земаат профит или пак се обидуваат да излезат до пазарот затоа што влегле уште во април 2021 година при првиот врв. Така. Значи, пак ќе кажам, не е исклучиво една, значи сте научиле свеки и знаете се, ни по точка разно, морате секогаш да имате што? Да имате ваков тип на преглед на се останато. На тој начин ќе ви даде многу подобра слика и многу по-добра одлука ќе донесете кога ќе имате повеќе нели фактори врз кои што ја базирате вашата одлука за овој за промената на движењето на овој чарт. И сега да продолжиме понатаму. Значи, пак рековме, ваков тип информации не може да очекувате. Значи, свеќе кој што се движела надолу, имаме голем скок нагоре. Зошто? Тоа е својствено за овде. Разбираме? Значи, еве ќе ви покажам. Ова не можете да го најдете. Значи, само да најдам таков интересен пример, каде што ќе можам да ви го покажам ова како идеја. Значи, тоа треба да биде свеќе која што паднала и потоа следната свеќе скокнала многу нагоре. Може би обратно ќе биде полесно да го најдеме ова, се обидувам само да го најдам како идеја. Ко забеле сега не може да го најдам, но обратно мислам дека веќе го видов, односно имаме обратна ситуација каде што имаме што? Имаме свеќе која што се движела многу нагоре, но следната паднала енормно надолу. Сега го видов тоа, само да видам. Каде беше? Сега некојаш ги гледате вака пред вас се, а едноставно ги пропуштате како момент. Само се обидам да ви објаснам дека такво нешто не може да очекувате во крипточартовите. Зошто? Погледнете, сами затоа што имаме почеток на свеките на разлика. Тоа се оние гапови кои што ги нема во криптосекторот. И ако ги има во фьючерс моментално и ќе престане да ги има кога и фьючерс ќе биде 24/7 кој што се очекува со самиот чарт и на тој начин практично еве прост пример за тоа. Само што овдека за жал почнала погоре, треба да почне подолу, се обидам да најдам таков тип на козабелје, не може да најдам ни една. Не знам зашто, не успеав да најдам ниту една ваква информација. Но повторно, мислам дека е повеќе од јасно, она се обидам да ви го објаснам, ние немаме гапови. Во биткоин чартот гапови не постојат. Секоја свеќе почнува таму каде што завршила претходната. И автоматски овие информации се невалидни, некорисни. Bullish engulfing candle, тоа е нешто што многу лесно може да го најдеме на било кој од нашите чартови. Значи, прост пример, најчесто тоа и го означува дното на еден тренд, и прост пример. Bearish engulfing candle, значи каде што сме имале скок, овдека почнува свеќата и гледаме дека моментот кога истата поминала со и завршила под претходниот почеток на оваа свеќа, автоматски ние имаме bearish engulfing candle кој што гледаме дека иницијално покажал што? Покажал надолен тренд. И обратно сигурно ќе го најдеме, само да најдам некој интересен пример кој што можам да ви го покажам, кој што нормално најчесто покажува и прост пример за тоа. Значи имаме свеќа која што била целосно обземена од следната свеќа, односно гледаме дека крајот на оваа свеќа е многу над почетокот на претходната, што значи дека макротрендот ќе продолжи да се движи нагоре. Но повторно, не можеме да го базираме ова само на две свеќи, затоа што ова е формација од две свеќи, engulfing, така. Затоа што рековме, ова многу често може да се претвори во што? Во обратна ситуација, каде што сме имале падјачка свеќа, раст и потоа имаме две негативни свеќи. Само да видам дали можам да најдам таков интересен пример, каде што можеме тоа да го покажеме. Само се видам да најдам со одветен пример. Еве прост пример. Значи имаме свеќа, имаме engulfing candle која што би покажала дека трендот ќе продолжи надолу, имаме две последователни позитивни свеќи кои што се токму тоа што го зборуваат, bullish сендвич, така. И обратно, да видиме дали ќе успееме да најдеме такво нешто, каде што треба да имаме bearish тренд практично во оваа ситуација. Само да најдем, тоа најчесто се случува на крајот на одредени трендови. Сега овдека за тоа што ја барам на неделно ниво, овие трендови се баш на макро. Значи, сакам да кажам дека една-две свеќи не значи дека вие конечно сте нашле значи промена на трендот, тоа мора да ви биде потврдено од дополнителни индикатори како формации, како
нормално нивоа, други индикатори како Bollinger Band, сето оно што го користиме нормално во нашите анализи. Само се обидам да најдам уште една обратна од овие. Како забелја, еве обратна, погледнете. Значи што имаме? Bearish свеќа, каде што bullish свеќата прави енголф и се очекува дека трендот ќе продолжи нагоре, но имаме две последователни негативни свеќи. Мада овие две треба да бидат поголеми и да продолжат надолу, но само сакам да ви покажам како прилика би изгледал тренд во кој што две свеќи не се доволни за вие да бидете сигурни дека тоа сте успеале да ја утврдите оваа формација. Еве уште еднаш. Bullish свеќа, овде ќе имаме engulfing bearish свеќа која што успеала да пробие под вредноста на претходната, каде што следните 2-3 последователни свеќи ни покажуваат тренд нагоре, што значи дека оваа формација од bearish engulfing candle е веќе пробиена. Така, затоа пак ќе напоменам, ова се само дополнителни индикатори кои што треба да ви дадат сигурност во вашата одлука, не да се ги базирате на само ова. Се разбираме? И кога станува збор да речем за овие три да речем свеќи, оние кои што највеќе ќе го користиме се што? 3 white soldiers, 3 black soldiers, односно ова се последователни 3 свеќи надолу, последователни 3 свеќи надолу. Ова ќе го користиме многу, каде што имаме свеќе кое што јасно ни покажува крај на трендот и промена на истиот нагоре. Нормално ова веќе го објасивме кога станува збор за bullish engulfing и bearish engulfing candle сега, и rising 3, falling 3, тоа се оние стандардни формации на кои што се повеќе од 3 свеќи нормално, кои што ни покажуваат акумулација и движење нагоре, реакумулација и движење надолу. Првата, овие 3 свеќи, многу лесно може да ги најдете, тоа е практично забрзан тренд во една или во друга насока. Погледнете, еве, 1, 2, 3. Тоа ни покажува силен тренд кој што најчесто води до продолжување на истиот во нагорна насока. Нормално дека исто ќе го најдете и во надолна насока. Погледнете, 1, 2, 3, кој што најчесто ни покажува дека ќе се придвижиме и понатаму надолу. Тоа е уствари силина на трендот. Сеќавате колку пати сме кажувале дека како повеќе се зголемуваат свеќите во една или во друга насока, најчесто покажува еве прост пример. 1, 2, 3 големи свеќи едно по друго нагоре, ни покажува дека трендот е со голем, да речем, голема силина нагоре и има тенденција да продолжи во истата насока. Зошто? FOMO. Значи, кога ќе видиме последователни 3 семи во кои што цената многу пораснала, автоматски голем дел од пазарот добива FOMO и продолжува да купува во исчекување дека цената ќе продолжи да расте. Повторно, станува збор за психологија, ова не е магија, туку ова се стандардни информации кои што ги тераат, да речем, и учесниците на пазарот да се однесуваат на еден или на друг начин. Ова што го видовте овдека, ова е практично крај на тренд и почеток на следен, ова го видовме во многу различни форми. И ова се опрлика слична, би рекол, слична формација. Односно, само да најдам таков јасен тренд, каде што тоа многу лесно се гледа, тоа најчесто е поставено од 3 свеќи во кои што двете се со многу голема силина, едната е буквално прост примерство. Гледајте. Значи имаме силна свеќа надолу, потоа имаме свеќе која што заостанала, гледаме дека едноставно интересот за продавање запира, промена на трендот нагоре. Така, значи многу слично на ова што го видовме овде. Не можете да очекувате вакво нешто, не може да очекувате вакво нешто, немаме свеќи кои што почнуваат толку пониско или повисоко од претходните свеќи. Значи дека само ова е возможно во крипто секторот и може да го најдете многу, би рекол често и многу лесно. Пак ќе кажем, најчесто, барем во оваа ситуација, го наоѓаме на промена на трендовите, но знаете дека многу често не е толку јасна промената. Еве прост пример, уште еден таков. Значи имаме bullish candle, промена на, како што можеме да видиме, едноставно луѓето нема намера да го придвижат оваа цена нагоре, односно дека нема интерес на пазарот за цената да продолжи да движи нагоре. Ова е таа свеќа и промена на трендот надолу. Ова може многу лесно да го најдете на многу различни места. Промена на трендот надолу, нема интерес за продолжување, промена на трендот нагоре. Така да, ова се тие, да речем, дополнителни индикатори кои што може уште толку да ви дадат, да речем, позитивно мислење за да одлучите дали да влезете, дали да излезете, дали да земете профит и така натаму. И исто така, ова е многу битна, тоа е Rising 3, Falling 3, ова најчесто кај нас е буквално цели формации. Така, прост пример за тоа. Значи овдека нема да биде една, ќе бидат и многу свеќи, но еве само да најдам прост пример каде што имаме по дефиниција такво нешто. Еве по дефиниција такво нешто. Погледнете. Значи во оваа ситуација јас ако придвижам ова на дневен чарт, сигурен сум дека ќе најдам што? Ќе најдам falling wedge формација која што потоа продолжила нагоре. Иако не е конкретно по дефиниција како што пишува овде, тоа е тоа. Односно,
ние имаме ситуација во која што се креирал канал овде, кој што потоа направил што? Раст нагоре. Што е ова според нас, според сите овие досегашни, да речем, анализи кои што сме ги правеле? Ова е bull flag формација, така? И bear flag формација, тоа исто така ќе го најдеме многу често, каде што трендот продолжил да се движи надолу. Само дајте ми секунда да најдам нешто такво, ова, но не е многу јасно во однос на... Додуше, еве го, ова би било целиот bearish тренд, односно, еве како изгледа. Ова е каналот кој што моментално ја запрел цената, така? Значи, што имаме? Придвижување надолу, корекција, затоа што ништо не се движи само надолу, односно, ако се придвижиме на формациите, погледнете, еве како би изгледало тоа. Придвижување надолу, корекција, продолжување на трендот надолу. Еве го тоа. Придвижување надолу, корекција, продолжување на трендот надолу. Не значи дека сите овие свеки треба да бидат зелени, односно да бидат булиш, и понатаму континуирањето на трендот надолу е она што е најбитно. Односно, во оваа ситуација, пак ќе напоменам, ова треба да ви биде само дополнителен водич за тоа како потенцијално да утврдите одредени промени на трендот. Да, во некои ситуации е многу добар, но во некои ситуации може многу лесно да ви излаже, затоа што сте го земале само ова како, да речем, анализа. Така. Односно, секогаш кога правиме анализа, посебно на видови свеки, не земајте само една или две или три, туку морате да ги земете во комбинација. Некогаш треба да почекате. Зошто? Она што го зборуваме постојано. Ако ние имаме моментално тоа што го кажуваме како најосновен пример, bullish engulfing candle, ние нормално, го најдовме, значи bull тренд. Така, што се случува? Две свеки надолу сме добиле bullish engulfing, тоест bearish engulfing sandwich. Така, што значи дека не е секогаш така едноставно, некогаш треба да почекате и следната свеќа да ви го потврди тоа што го знаете, да видите дека навистина се движи во тој правец во кој што очекувате. И уште ќе напоменам, она што овдека е исто така многу битно. Секогаш да користите дополнителни индикатори. Затоа ние имаме 140 видеа, немаме 3 видеа. Така, значи ние имаме видеа за најразлични формации, за најразлични индикатори, за најразлични мерила кои што ги користиме. Сето тоа треба да ви биде заедно една анализа која што ќе ви даде, пак ќе кажем, проучена, да речем, одлука за тоа дали според вас цената би се движила во еден или во друг правец. Значи треба да ги земете сите индикатори кои што ги знаете заедно за да одлучувате. Не само една, не само друга, не само трета, без разлика колку претходно биле позитивни за вас во минатото. Значи конвулзија, односно да имате потврда повеќе различни информации и индикатори е клучот за да добиете што поедуцирана и што по високо веројатна одлука дека нешто ќе се случи. Така. И уште една битна работа, односно секогаш земете го во предвид time frame мод. Значи да, вие моментално анализирате биткоин на неделно ниво, но прост пример. Вие анализирате биткоин на неделно ниво кој што ви кажува дека моментално примери понатаму имаме што стандардна работа. Така. Значи ние имаме ситуација во која што јасно можеме да видиме дека овде ќе имаме канал кој што би представувал што? Би представувал стандардно движење на оваа формација од што? Bull flag, така. Но, една работа која што треба да земеме во предвид. Сега моментално ова така не изгледа на неделно ниво. Секогаш ова потврдувајте го со таймфрейм, односно временски интервал над овој кој што го прегледувате. Односно, овде колку и да ви покажува вас candlestick анализата, формациите и така натаму дека имате простор за движење нагоре, ако месечно ниво ви покажува дека имаме сосева поинаква формација која што е bearish, многу често се случува да имате движење во обратна насока од тоа што го очекувате, затоа што оние свеќи кои што се на повисок временски интервал има многу поголема битност и многу би рекол голема веројатност да бидат исполнети и уште повеќе. Нивната масивна сила на движење е многу поголема од овие мали трендови. Уште еднаш. Замислете, вие сега моментално на 3 часа правите анализа и ви покажува дека имате bullish divergence, дека ќе се движи само нагоре цената, а се враќате на неделно ниво и гледате дека е се комплетно bearish. На што повеќе би верувале? На 4 часовна анализа или на неделна анализа? Затоа уште еднаш ќе напоменам, затоа и ние се држиме до најголемите временски интервали, најдолгите, кои што пак ќе напоменам. Можеби има долго време за да се реализираат формациите, таму некој се потребно години да бидат реализирани, но тоа се случува. Значи, заборавете се останато, големите временски интервали секогаш има предност, нивните движења се многу помасивни
и многу попрофитабилни ако знаете да ги искористите. Така да, тоа се трите правила секогаш кога користите свеки, гледајте потврда да добиете и од, да речем, истата формација подоцна, односно да не биде тоа промена на трендот како што го кажувавме ова, така, односно ако веќе овдека сте добиле потврда дека имате промена на трендот, почекајте тоа да го видите во следните свеки дека навистина токму тоа сте го нашле на самиот пазар. Втора работа, секогаш обрнувајте внимание на повисоките временски интервали, каде што нормално ќе имате потврда за тоа дали навистина генералниот тренд се движи во насоката во која што вас ви е потребно, на тој начин имате многу поголема веројатност дека ќе се исполни анализата која што сте ја правиле на помал временски интервал. И трето, секогаш барајте потврда не само од патерните, односно формациите на свеките, ова барајте го и од останатите индикатори и анализи, формации кои што сме ги правеле, со цел да имате поголема веројатност дека тоа ќе се исполни. Средам дека уживавте, тоа е се што имаме за денеска и се гледаме од понеделник. Имаме многу интересна недела, каде што ќе обрнеме малку повеќе внимание на нашето портфолио, ќе ги анализираме нормално сите наши проекти од фундаментална и од техничка анализа, со цел да видиме што имаме во портфолиото, мал апдейт на истото и на тој начин да имаме нормално поголема прегледност сите оние кои што го следат. Дополнително, доколку не сте, слободно станете дел од нашата Patreon заедница, може да најдете линк до истата во дескрипција, каде што за мала чланарина ќе имате пристап до огромна количина информации, до енормно добра група на индивидуи кои што секој на свој начин придонесува со своите знаења во се што гледате овдека, сите овие различни теми, каде што нормално се едуцираме, обучуваме и информираме еден со друг. Дополнително имате пристап до нас директно, значи ова се пораки кои што ние ги одговараме еднаш дневно, имате еднаш месечно лайвстрим кој што е организиран само за нашата Patreon заедница и сите овие содржини, вклучувајќи ова моментално, откако ќе бидат направени, ако не се нормално лайвстрим форма, веднаш се доставени до нашата Patreon заедница, а подоцна истите може да ги најдете и на нашите канали и социјални мрежи. Се надевам уживавте, пак ќе напоменам, доколку не сте, поддржите нашата работа со цел да информираме што повеќе македонци на македонски јазик за се што треба да знаат за инвестирање и блокчейн технологија и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.